кратка изјава и одговор на неколку прашања, па веднаш ајде поелете. Вчерашната и неделјна веќе е пренесена изјава на српскиот министер. Македонија конечно си дефинитивно закопа шансите за чекајќи добиење датум за преговори. Барем според неговата изјава, ваш коментар? Па мислам дека тоа беше сосема известно и не е изненадувачка таа негова изјава. Ја уште пред неколку дена дадов едно кратко интервју во кое што реков дека на самитот на Европската Унија во Брисел во јуни ние датум за преговори нема да добиеме. Очигледно дека шансата што ни беше пружена во декември со дополнителни 6 месеци не ја искористивме. Сега е големо прашање какви заклучоци ќе има во однос на Македонија Европската Унија и дали воопшто ќе се најдеме на дневен ред. Ќе повторам уште еднаш, моје очекување дека после јуни ќе биде изразена една резигнираност и разочараност од страна на Европската Унија во потенцијалите на Република Македонија во процесот на интегрирање. Предпоставувам, можно е одредено пасивизирање од страна на европските структури, но во исто време очекувам зголемен ангажман на Соединените американски држави во пресрет на самитот на НАТО алијансата во почетокот на ноември во Португалија. И впрочем и самите гледате дека после посетата на помошник државни секретар Филип Гордон во Македонија веќе има изјави вчерашната или денешната од страна на Стајнберг и верувам дека во наредниот период ќе бидеме сведоци на една поголема ангажираност и инволвираност на Соединените американски држави во овој процес. Меѓутоа, тоа ќе трае до октомври, односно ноември. Ако и таа шанса или можност се пропушти, постои опасност Македонија да влезе во еден процес на долга изолација, да изгубат интерес и Брисел и Вашингтон за евроатлантските интеграции на Македонија, со еден збор да се доведе под прашање иднината на оваа земја. Господин Црненковски, како се нужда вчерашната посета на српскиот претседател Тадич во Македонија, како месенџер во тајна дипломатија меѓу Скопје и Атина или како жела негова лично за ништо повеќе од тоа? Немам никакви информации што точно е разговарано и како таа посета е претходно организирана. Како што и самите бевте сведоци, немаше нити изјави од страна на претседателот Иванов или од страна на претседателот Груевски и сега само можеме да претпоставуваме. Факт е дека посетата на претседателот Тадич на Македонија се случува само неколку дена после неговата официјална посета на Република Грција. Таму слушнавме од Атина дека меѓу другото се разговарало и за спорот помеѓу Македонија и Грција, за тоа дека Србија е заинтересирана или посакува тој спор да се реши. Искрено, не надлегувајќи во добрите намери на претседателот Тадич или на државата Србија да помогне и така натаму, верувам во тоа дека клучните меѓународни фактори веќе се инволвирани и дека не ни треба кој знае колку нови месенџери или посредници или поддржувачи и така натаму. Форматот е воспоставен. Прашање само дали има добра политичка волја во Скопје и во Атина. За жал, до сега нема резултат. Заклучокот е таква волја не беше демонстрирана. Каже дека ќе се враќа во политиката и прогнозира некои избори октомври, ноември, али аквити за лај најавува март или така нешто. Каде може да се движи таа рамка? Мислите ли некои избори? И дали може да ја допрецизирате вашата изјава дека ќе има предвремени избори? На кој начин? Може да ја или дали што ни разговарате? Значи вака, пред малку споменав дека во пресрет на НАТО самитот во ноември ќе има дополнителен ангажман на Соединените американски држави, претпоставам и на други меѓународни фактори, да се помогне да се излезе од овој ќорсокак во преговорите помеѓу Македонија и Грција. Би било крајно неодговорно од било кого, било од страна на власта, било од страна на опозицијата, на таквата подготвеност на Вашингтон и Брисел, ние да одговориме со незаинтересираност и иницијатива за предвремени избори. Тоа би значило дека не испраќаме порака дека воопшто не ни е битно нити интегрирањето во НАТО, нити интегрирањето во Европската Унија и тоа би било лошо за земјата. Од тука верувам дека било кој што има сериозни, одговорни намери кон оваа земја, кон сопствената земја, без разлика дали се владеачките партии или опозиционите партии, во овој период треба да се воздржат од такви иницијативи. Една шанса пропуштивме после Букурешт, кога администрацијата на претседателот Буш директно се понуди да посредува, да помогне, да се излезе од оваа конфузна ситуација.
наместо да ја прифатиме таа подадена рака од страна на Вашингтон, ние отидовме на предвремени избори. Втората таква шанса, ако ја пропуштиме, ќе биде доказ за непостоење на зрелост и капацитет во оваа држава за крупни работи. Ако до ноември не се излезе со решение взаемно прифатливо помеѓу Македонија и Грција, односно стане јасно дека процесите на наше интегрирање во НАТО и Европската Унија на долг период ќе бидат блокирани, ќе стане неопходност да се организираат предвремени парламентарни избори. Дали тие ќе бидат во ноември или во декември или во јануари или во февруар, тоа е помалку важно. Битно е дека ние ќе имаме политичка ситуација, да не наречам политичка криза, која што единствено може биде надмината со предвремени парламентарни избори. Точно, значи, во право сте потполно. Единствениот некој што организира митинг, тоа е власта, како што единствениот некој кој што во долговременски период организираше протести пред опозицијата, протести против невладиниот сектор, протести против медиуми, протести против независни интелектуалци, беше токму власта, што е само доволен доказ за каква власт се работи во Република Македонија. Уште еднаш ќе кажам, Социјалдемократскиот сојуз е подготвен и без било какви ограничувања, без било какви скрупули, се што е демократско како метод на однесување, ние ќе го искористиме. Тоа значи и протести, и собери, и митинзи, се разбира, се во конкретен момент, кога ние ќе процениме дека тоа е најдобро да се направи. 5 месеци како функционира опозицијскиот фронт, и да се повторно се спомнавте, може како ги оценувате овие 5 месеци? Аналитичарите беа прилично критични. Видите, јас имав прилика да слушнам два типа на критики. Едниот доаѓаше од страна директно, од страна на премиерот, меѓу другото тоа беше искажено и на последниот негов настап пред младината на ВМРО-ДПМН, каде што на еден подценувачки начин спомена некои имиња на лидери на партии од опозициониот фронт и се подсмеваше со тоа во какво друштво јас сум се нашол. И за момент помислив во кое друштво се наоѓа Никола Груевски и кои се лидерите на партиите со кои што он заедно седи. И уште под фирмата Заедно за Македонија настапува. Ја ви тврдам дека Тито Петковски, Ѓорѓе Ровчанец, Стојан Андов, Љупчо Ордановски, да не ги редам сите, се политички величини за Амди Бајрам, за Борис Стојменов, за Љубисав Иманов Дзинго, а морам да признам дека не ми текнува на имињата на другите. Вториот тип на критики доаѓа, јас ги спетам за можеби повеќе објективни, а тоа е дека партии кои што во изминат период и личности се конфронтирале на политичка сцена, се напаѓале меѓу себе, замислете сега се собрале заедно во еден опозиционен фронт. Тоа е клучното прашање. Што ли мораше да се случи во оваа држава за да седнеме повторно заедно? Требаше да се случи Никола Груевски. Значи, требаше да се случи големо зло на оваа држава, голема неволја, за да сите ние кажеме, до сегашните наши разлики, конфронтации, критики што сме ги упатувале еден на друг, ги ставаме на страна, бидејќи оваа држава има голем проблем, кој што се одзима на името Никола Груевски. Никола Груевски успеа да ја обедини опозицијата во Македонија. Никола Груевски е на добар пат да ги обедини и сите албански политички партии за прв пат во историјата на Македонија на иста платформа. Никола Груевски е на добар и сигурен пат да ја обедини цела Македонија против него. Благодарам многу. Се гледаме во друга прилика.